Мешовити патрули ќе ја чуваат пониква од пожари. Нив на патот кон најатрактивниот рекреативен центар во регионот ќе ги има веќе во сабота рано наутро со цел викендашите да ги советуваат што во планина не треба да прават. Формираме мешани патроли кои што ќе бидат присутни во почетокот на викендот, составени од еден пожарникар, еден шумски полицаец и еден полицаец кои што ќе делат летоци од страна на Македонски шуми и од Противпожарниот сојуз на Република Македонија. Ова се дел од заклучоците што Советот за превенција на општина Кочани ги донесе, се со цел да го намали бројот на пожари во општината. Апелирам до сите оние љубители на природата кои што се по разни основи присутни таму, дали тоа се викендаши, дали се тоа туристи, дали се тоа собирачи на шумски производи, дали се тоа луѓе кои што се мештани таму, дали се тоа некои луѓе кои што имат активности, посебно да внимаваат во овие 2 месеца, тоа не е многу, само 2 месеца да бидат внимателни. Иако секогаш е подобро да се спречи отколку да се лечи, пожарникарите се на готовс доколку препораките не ги дадат очекуваните резултати. Покриеноста со човечки ресурси, со техничка опременост, значи градоначалникот напомена дека и веќе имаме набавено едно ново теренско возило кое што е со капацитет од 300 литри вода и кое што може да се користи за вакви почетни пожари интервенции. Истото секогаш на располагање на останатите субјекти, односно институции, доколку мисли дека има потреба, односно со нив може заедно да се изврши соодветна активност. Само во јуни, кочанските пожарникари гаснеле 7 пожари на отворено, но сезоната на опасен оган доправа престои. Поради ова, од вчера е воведено и ограничување за движење во шуми и шумски појаси.